веќе на линк си ја гледам мојата именјачка, нашата драга Ирена Спировска. Ирена, добро утро. Добро утро, Ирина, поздрав до тебе, поздрав до гледачите на Добро утро секој утро. Утринава се јавуваме од Рагуза Руфтоп со еден навистина многу значаен повод. Сојузот на стопански комори на Македонија веќе 20 години е лидер и глас на бизнис заедницата, придонесувајќи за економски раст на членките на Сојузот на стопански комори на Македонија, а придонесувајќи воедно и за економска стабилност на нашата земја. За активностите кои што се одржуваат по повод одржувањето на овој дводецениски јубилеј, зборуваме во продолжение со Драган Пехчевски, магистар по бизнис администрација, проект менаџер, член на управниот одбор на Сојузот на стопанските комори на Македонија, а и председател на групацијата за проекти при Сојузот на стопански комори на Македонија. Пред се честитки за овој значаен јубилеј. Благодарам, добро утро до вас и до вашите гледачи. А овој јубилеј е навистина значаен за нашата комора. Сепак 20 години да се обстојува на пазарот е навистина импозантно нешто. И по тој повод вечерва, значи денеска вечерва, организираме еден убав прием за сите наши и членки, но и стейкхолдери кои што се заинтересирани за соработка со нашата комора. Се разбира и за државата тоа важи, и за владата, бидејќи особено ни е битно да имаме представници од сите сектори. Денешниот ден ќе биде одбележан со многубројни активности, почнувајќи уште од овој предпладневен дел на денот. Ќе се посвети многу внимание на паметните енергии. Може ли да го представиме проектот кој што всушност ќе започне за нешто повеќе од 1 час токму тука од местото од каде што се јавуваме? Точно така. Денеска организираме Knowledge Triangles или триаголник на знаење, така наречен, за проектот СЕП-КОВЕ или паметна енергија за згради, кој што практично проект предпоставува формирање на центри за стручна извонредност за обука или дообука или рискилинг или апскилинг, така наречен, на електричари, бидејќи знаеме дека зградите, односно уредите кои што се ставаат все повеќе и повеќе во зградите, во куќите, во викендиците и така натаму се паметни, меѓутоа се поставува клучното прашање дали има некој кој што може тоа сето да го одржува. Проблемот кој што е најден и кој што е детектиран и од страна на Европска унија, бидејќи ова е кофинансиран проект од Европска унија, во кој што припаѓаме 17 проектни партнери од 7 земји, од кои 6 се од Европска унија, само 3 партнери кои што сме и само Македонија нон-ЕУ. Значи или со аспирации према ЕУ, нели? И тројца партнери сме во проектот од Македонија, тоа се МКЦ, тоа сме ние како Сојуз на стопански комори и Центарот за развој на југоисточен плански регион. Земајќи го тоа во предвид, денешниот настан изобилува со доста импозантни стручњаци, професионалци, и од аспект на академијата, професори, доктори, и од аспект на бизнис друженијата, имаме гости и од Република Српска, имаме гости и представници од Република Србија, меѓутоа и од аспект на бизнисот, значи реални бизнис професионалци кои што ќе дебатираат на темата паметна електрична енергија и што е она што е академско наспроти практичното и она што треба да го направиме со проектот и да го добиеме како резултат. Да напоменам, проектот трае 4 години, е почнат од март 2024. Може ли да сумираме колку успеваме да држиме чекор со светските трендови кога се во прашање овие паметни енергии? Па, доколку ви споменам дека во една Шпанија, бидејќи не исто проектен партнер, еден партнер од Шпанија, има 30 центри за стручна извонредност за овој дел на работиве за паметни енергии, а ние немаме ни еден. Меѓутоа постоја тоа во наставните научните планови, постои во одредени образовни институции, меѓутоа не во конкретното дуално образование, и ние сега се обидуваме на овој начин и преку овој проект да го воспоставиме тој дел кој што нас ни недостига и да ги задржиме кадрите во нашата држава, бидејќи голем дел од кадрите, како образовани високо, како и средно образование, напуштија државата барајќи нели подобро утре. Сметаме дека со ова и со овој проект и со нивната дополнителна наобразба ќе добиеме едноставно еден пул на кадри кои што можеме да си ги задржиме и самите компании да ги вработат од аспект или градежните компании или пак професионалните компании што инсталираат фотоволтаици,
паметни уреди, производствени паметни уреди и така натаму. Значи од секој аспект да можеме да го покриеме тој дел на недостаток на кадар на пазарот и да ги обучиме со соодветни вештини нашите кадри. Практично може да се каже дека имаме плодно тло и потенцијал за развој во оваа насока, само треба умно да го искористиме. Дефинитивно е така, со тоа што ако земеме во предвид во компарација, Европска унија има во градежниот сектор вработени 12 милиони луѓе, Европска унија, во Македонија во градежниот сектор е 33-34 илјади вработени, меѓутоа во Европска унија е направена математика и викаат дека 70% од тие кои што се електричари се со средно образование. Не би било далеко од вистината да тоа е истото и кај нас, што значи дека имаме голем потенцијал да тие луѓе ги развиваме и нивните вештини и тие на вистина да дадат допринос во развојот на економијата на пазарот. Господине Пикчевски, може ли да кажеме збор два и за вечерашното свечено одбележување на овој значаен дведецениски јубилеј на Сојузот на стопански комори на Македонија, кое што нели ќе дојде како една круна и како едно заокружување на денешниот ден после сите овие работни активности за кои што пред малку говоревте? Сепак Сојузот на стопански комори си има така наречена легаси или, ајде да кажеме, историја, и таа историја ќе се испочитува во текот на вечерта која следи. Се разбира, има и одредена програма и програмска активност, но тоа нема ја сега да го говорам, бидејќи ќе ве поканиме да дојдете и да видите на вистина што е се предвидено во рамки на прославата 20 години од Сојуз на стопански комори. Какви се плановите и насоките после 20 годишно искуство и лидерство во бизнис заедницата во нашава земја на Сојузот на стопанските комори на Македонија? Па вака, насоките се следни. Ние продолжуваме уште посилно во одредени други проекти кои што се однесуваат и на родовата еднаквост, зелените енергии, овој проект што го гледате, меѓутоа исто така испитување на пазарот и адвокатирање во делот на вработувањата во туристичкиот сектор. Значи тоа ни се три веќе кои што проекти ги спроведуваме или почнуваме да ги спроведуваме, зависно од подпишаните договори. Родовата еднаквост е особено битна. Исто така, ние сега најново што имаме ќе организираме одредена обука за членките на комората кои што се однесува за женско лидерство и тоа во делот на финансиска писменост, бидејќи знаеме во Македонија финансиската писменост генерално, не само жените, туку и мажите, е отприлика околу 3% по податоци од Светска банка и затоа ние тој дел мораме да го зајакнеме и кај нашите жени предприемачки или кај жени кои што имаат потенцијал за кариерен развој. Понатаму имаме друга обука која што ќе следи после таа и таа обука ќе биде за делот на женско лидерство и трета обука која што ќе биде во делот на маркетинг и продажба со осврт на дигиталниот маркетинг. Така да уште појако продолжуваме во текот и на следниве години. Јас ви посакувам успешна реализација на сите тие предвидени проекти што ќе следуваат во иднина. Уште еднаш во име на телевизија Алфа, честитки за овој 20 годишен јубилеј до вас лично, но и до целиот тим на Сојузот на стопанските комори на Македонија, како и сите членки кои што се дел од него. Ви благодарам многу, сепак Сојузот на стопански комори брои многу членки и е представен соодветно од своите тела, председател, подпредседатели, председатели на грански комори и така натаму. Благодарам уште еднаш за можноста. Еве, од прилика вака ќе тече денешниот ден кој што ќе ги одбележи 20 успешни години на работа на Сојузот на стопански комори од Македонија. Ирена, дали може би имаш некој прашање од студио? Иренка, ти благодарам многу. Немам прашање, се си кажавте заедно со твојот соговорник. Ке ве поздравам и се гледаме овде во телевизија.